1/4 од децата наведуваат дека познаваат некој чии податоци, фотографии или видео биле споделувани на интернет без негова согласност, додека на 8% тоа лично им се случило, покажува истражувањето на првата детска амбасада Меѓаши. Бројките детектираат дека повеќе од 10% од децата биле жртви на насилство, а околу 22% познаваат некој што бил жртва. Според потатоците, децата во Македонија се жртви на педофилија, психолошко, кибер и вербално насилство, како и на семејно насилство. Еве што некои од децата кажуваат во врска со искуства со врсничкото насилство. На дневна база бев жртва на вербално насилство од соучениците и професорите не превземаа ништо иако беа свесни што се случува. Наши препораки се да не бидеме пасивни наблюдувачи, да има образование кое е посветено на антибулингот и како да се справиме со истото. Поради пол, возраст, етничка припадност, речиси половина од децата биле исмејани, навредени. 6% од испитаниците признале дека се свесни дека некого навредувале, омаловажувале. Освен против дискриминација, децата алармираат дека им треба чиста животна средина. За 2/3 од децата загадениот воздух во зимскиот период представува секојдневие. Тие исто така истакнуваат дека загадениот воздух влијае негативно врз менталното и физичкото здравје на децата. И поради тоа се приморани да седат затворени во своите домови. 63% од децата знаат дека возрастните изготвиле конвенција за правата на децата, но 90% не знаат кои се нивните права. Ги повикаа врсниците ако имаат проблем да бараат совет на SOS телефонот. Во истражувањето биле опфатени околу 1000 ученици од целата држава. Испитаниците се на возраст од 12 до 17 години.